Toyota цврсто реши да ја потполни гамата кросовери во Европа и од идната година ќе ги има 5 во понудата. Но, ако субкомпактниот Yaris Cross беше очекуван, најновиот ваков модел представува изненадување. Станува збор за Highlander кој ќе се смести меѓу RAV4 и Land Cruiser и ќе настапува во сегментот кој на стариот континент практично не постои. Представен лани во Соединетите Американски држави каде и се произведува, тој во своите 5 метри должина има место за 7 патници. Практичноста му е нагласена со солидно големиот багажник од 660 литри, кој со соборување на задните два реда седишта нараснува на 1,9 кубни метри. Дизајнерски делува малку гломазно со линии кои на моменти потсетуваат на RAV4. Од него сепак го разликува големината дополнително нагласена со тркалата од 20 инчи. Поставена на платформата на Camry, од каде го има наследено и хибридниот погон. Бензинскиот мотор е 4-цилиндричен од 2,5 литри, кој заедно со двата електромотора на сите тркала испорачува 244 конски сили. Според фабричките податоци, просечната потрошувачка треба да му изнесува само 6,6 литри на 100 километри. Цените не се знаат, иако пакетите опременост веќе се дефинирани. Покрај мноштвото безбедносни асистенти, во нив се среќаваат и доста практични и трендовски елементи. Такви, например, се бежичното полнење телефони, дигиталниот ретровизор, вентилацијата на седиштата, големиот број USB конектори и друго. Малку воздржаниот дизајн на внатрешноста го разбиваат комбинацијата на две бои и високо квалитетните материјали нетипични за возила кои доаѓаат од онаа страна на Атлантикот. Toyota не објави какви продажни резултати очекува од овој модел, кој досега беше присутен на руските и околните пазари. Последните години од него во Америка се продаваат по околу 240.000 примероци. Неговите цени таму стартуваат од $35.000. Од представувањето на првиот Prius во 1997 година досега, Toyota има продадено 15 милиони хибридни возила.